Почитувани, добро вечер. Вечерва разговараме со Атина Моргашанска, председател на Советот на општина Куманово, член на извршниот одбор на Форумот на жени на СДСМ, како и регионална координаторка за изборната единица 2 на Форумот на жени. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Добро вечер, поздрав до вас и до вашите гледачи. Секојаш ми е задоволство да се отповикам на вашата покана. Изминативе 2 години активно учествувате во носењето на најважните одлуки за градот. Што би потенцирале? Како сте задоволни од она што е сработено? Кои проекти би ги издвоиле? Рековте, се работи за долг период, во меѓувреме расправавме, дискутиравме, креиравме политики од сите сфери на општественото живење во градот. Се обидовме на најдобар можен начин да одговориме на потребите на граѓаните, да ги намалиме или решиме проблемите од локалното живење и верувам дека на задоволство на сите наши жители и на задоволство на нас како членови на локалниот парламент успеавме да ја исполниме мисијата да бидеме вистински народни избраници. А дали би издвоила, верувам дека имавме успешна реализација на бројни проекти, успешно решавање, меѓутоа, посебно задоволство ми причинува што барем во известна мера го намаливме сообраќајниот метеж со известни сообраќајни решенија, успеавме да ги ослободиме тротоарите за пешаците, за велосипедистите во голем дел од градот, се уште се работи. До крајот на мандатот верувам дека тоа ќе го направиме во поголемиот дел од централното градско подрачје. Тука би ја потенцирала и одлуката за изградба на првиот кружен тек, кој имавме чест и задоволство да го пуштиме во употреба по повод 500 години од Куманово и Денот на градот. Исто така, задоволство ми е што и овој состав на Совет имаше сенс и подршка за субвенционирање на социјално ранливите категории, како што се самохраните родители, за подршката на лицата со посебни потреби и верувам дека и во наредниот период ова подршка ќе продолжи и планираме уште да биде и во зголемен обем. Каква е соработката со градоначалникот? Се прифаќаат ли предлозите, сугестиите од вас како председател на Советот, но и од останатите советници? Генерално сме задоволни, имаме одлична соработка, ние сме впрочем мнозинството и градоначалникот припадници на иста политичка опција. Одлуките, визиите за градот, за општината ги носиме заеднички во комуникација, во координација и верувам дека на најдобар можен начин го представуваме и мнозинството во Советот, меѓутоа и она што представува волја на нашите бирачи. Да не заборавиме дека Советот на општината и градоначалникот се два столба на локалната власт и барем до овие 2 години успешно функционираат на тој план во процесот и на расправа и на усогласување на разликите, но и во имплементација на заедничките одлуки. Действува ли Советот како продолжена рака на градоначалникот? Факт е дека вообичаено барем и граѓаните имаат таков впечаток дека се прифаќаат сите предлози кои што доаѓаат од локалната самоуправа, а не и оние кои што доаѓаат од опозицијата. Далеко од тоа. Жал ми е ако дел од граѓаните добиле таков впечаток, бидејќи седниците на Советот се финална верзија на она што значи градење на локални политики. Претходно престои и расправа во матичните комисии, расправа во партиските органи и тела, координација со службите, со администрацијата, со градоначалникот и дури кога има разлики, а неретко ги има, затоа што и покрај тоа што сме припадници на иста политичка провиниенција, не секогаш имаме исти идеи, исти модели, исти начини на решавање на одредени прашања. Во претходна фаза тие разлики популарно наречено се пеглаат, се усогласуваат, некогаш сме истомисленици, некогаш не, меѓутоа наоѓаме некое компромисно решение и кога ќе дојде на седниците на Советот, ја бираме онаа одлука, ја поддржуваме што сметаме дека ќе биде од најдобар интерес за граѓаните. Можеби затоа се добива впечаток дека се што се предлага апсолутно се поддржува, меѓутоа не е така случај. Неретко се ненаштена поддршка и одредени предлози од градоначалникот и од администрацијата и од други заинтересирани субјекти, не заради потенцирање на некаква независност, туку напросто затоа што во таков момент сме сметале дека треба да најде поддршка друг правец на решавање на проблемите. Меѓутоа во секој случај ние сме добри соработници и реализатори на иста заедничка програма со која впрочем настапивме и победивме на локалните избори. Кога настапивте на функцијата председател на Советот, истакнавте дека очекувате успешна плодна соработка со сите советници од сите партии. Каква е соработката со советниците, но и со опозицијата ВМРО? После 2 години заедничка работа, заеднички расправи, плодни, некогаш конструктивни, некогаш не толку, можам да кажам дека сум задоволна.
дека исполнивме мисијата на тоа да бидеме локално собрание, локален совет кој навистина ќе работи во интерес на граѓаните независно од која политичка партија доаѓа. Генерално добро функционираме, имаме добра комуникација, а се разбира дека зависно од идеолошките разлики, зависно од сопствените програми со кои сме настапили на изборите и со кои и понатаму ги надградуваме, имаме разлики по одредени прашања, меѓутоа неретко се случува да сме истомисленици, кога е од интерес на нашите граѓани, на нашите жители, на нашите соседи, заеднички настапуваме и неретко дури сме и подржувачи едногласно на некои предлози и идеи, независно од кого доаѓаат. Да, ни предстои последната седница за оваа година, мислам, на Советот. Се очекува носење на буџетот. Очекувате ли расправа? Очекувам расправа, очекувам долга седница, плодна дискусија, бидејќи буџетот е стратешки документ, најзначаен акт кој го носи Советот на општина Куманово. За жал, во изминатите години можеби повеќе наликуваше на список на желби, не од проста причина се да ставиме во него, туку се уште има бројни прашања кои би сакале да ги решиме, да ги надградиме, да го современиме животот на нашите граѓани, да направиме подобри услови и Куманово навистина да биде пристојно место за живење како што доликува на најголемата локална самоуправа во државата, меѓутоа едно се желбите, можностите се нешто друго. Така да и оваа година ќе се трудиме да проектираме, да расправаме и да усвоиме реален буџет кој ќе биде согласно и оние средства кои ги добиваме од централната каса, од собраните дотации, комунални такси, а и од можноста да реализираме проекти во интерес на граѓаните. Факт е дека овој совет, барем според првите 2 години, гледачите кои што ги следат и во живо седниците на Телевизија Плюс, ќе го помнат по, да ги наречеме така, вербални конфликти, препукувања помеѓу вас и советникот од опозицијата Зоран Петрушевски. Различни обвинувања, различни гледишта, но и препукувања помеѓу тоа кој води популистичка политика, кој не. Какви се вашите односи надвор од седниците на Советот? Одлични, сосема коректни и со колегата Петрушевски и сите членови на Советот имаме добра соработка, добра дружба. Дури, ете, вака неофицијално важиме за еден од најсплотените совети кога се работи, и не само за дружба, него за комуникација службена, како советници, како членови на локалниот парламент. Меѓутоа, нормално е да се има разлики, нормално е понекогаш да биде и малку пожесток говор, да се разбудат страстите, особено на почетокот, додека се позиционираме, додека сватиме на кој начин понатаму ќе се залагаме за политиките. Колегата Петрушевски е еден од најискусните, плюс мој поранешен колега, поранешен председател на Совет, не секогаш сме истомисленици, и тоа е нормално, доаѓа од друга политичка партија, меѓутоа тој е корисен член на нашиот локален совет, со неговото искуство, со неговите предлози, со начинот на која раздвижува или заеднички раздвижуваме дебатата, мислам дека придонесуваме не само за популарност и гледаноста на вашите ТВ преноси, туку на доказ дека навистина нашиот локален совет е место каде што во живо се креираат одлуките, ставовите, дека е своевиден доказ за локална демократија, а дека не сме само неми подржувачи на една или друга опција и безгласни гласачи и кревачи на рака. Во рамки на проектот за јакнување на општинските совети во кој беше вклучен и Кумановскиот совет, се определија средства за реконструкција на исторениот објект на училиштето Браќа Миладиновци, но и ќе се одвојат средства за набавка на опрема за советот. Неколку пати, во неколку наврати, во изјави за вашиот и за другите медиуми го изразив задоволството што станавме дел од овој проект за јакнување на општинските совети, кој многу придонесе пред се и клучно за јакнење на капацитетите на членовите на Советот, на членовите на општинската администрација, бидејќи колку и ние да имаме политичка подготовка, успешен бекграунд, сепак никогаш не е на одмет повеќе знаење за улогата што ја вршиме како советници, за сферите од локалната самоуправа, за надлежностите кои ги спроведуваме, и со оваквите обуки работилници, со квалитетни предавања, навистина мислам дека сега за степен повеќе нашите членови на Советот компетентно ги разгледуваат предлозите, дават собствени иницијативи и носат политички и вакви извршни одлуки. А другиот дел, финансискиот, исто така не е занемарлив, не се можеби многу средства, меѓутоа секогаш се добредојдени, 50.000 швајцарски франци за овој проект кој победи во форумот на заедниците, значи самите граѓани, невладиниот сектор, бизнес заедницата, администрацијата, членовите на Советот,
преку систем на бодување го изгласаа како најсоодветен за потребите на општина Куманово, ќе придонесе за подобри услови на учениците, на децата со посебни потреби и ќе ни биде огромно задоволство да го видиме крајот и реализацијата на тој проект, кој Општинскиот совет на општина Куманово беше еден од првите проекти кои го добивме речиси на почетокот на нашето работење. Вториот дел рековте дека е за набавка на опрема, меѓутоа тоа исто така ќе придонесе за подобри услови за работа, затоа што како што знаете, салата во која што се одржуваат седниците на Советот на општина Куманово е многу стара, во стар објект со стара опрема, па на извесен начин ќе ги подобриме условите и ликот и представата за нашиот совет. Постои ли можност да се вклучите во уште некој ваков проект? Секако ние ги следиме сите донаторски повици, сите апликации, иако ретко се случува да биде строго наменето и за подобрување на знаењата и за директни инвестиции од страна на општинските совети, најчесто на другите повици од амбасадите, од меѓународните организации аплицира општината представена преку градоначалникот, администрацијата. Само овој проект и дел од проектите во кои исто така се вклучиме преку комисијата на ОПСЕ е наменет конкретно за заекнување на знаењата, положбата и улогата на општинските совети во Република Македонија. Загадувањето е еден од најактуелните проблеми во државата, кој не го одмина ниту Куманово. Според одредени податоци, дури избивме како прв град во светот според загадувањето. По тој повод во недела се организира протест низ градот. Организаторите на социјалните мрежи повикуваат на масовност. Како гледате на ова? Како долгогодишен и политички и граѓански активист, секогаш дава максимална поддршка на било кој граѓански облик на изразување на мислење, било тоа задоволство и незадоволство. Протестот е демократска форма која нашата политичка партија, нашата владеачка гарнитура од секогаш го и практикувала и го поддржува. Меѓутоа, изразувајќи го протестот, изразувајќи го незадоволство од степенот на квалитетот на воздухот што го дишеме, апелирам и до учесниците на протестот, и до сите граѓани, и до нас како чинители во политиката, во општествениот живот, сите барајќи ги правата да се погрижиме да ги исполниме и сопствените обврски. Факт е дека има надминување на критичната граница на воздухот што го дишеме на загадувањето, меѓутоа и официјално и неофицијално тоа се должи на пред се на начинот на загревање и видот на горивата кои ги користат нашите домаќинства. Мора сите да бидеме поажурни, поаѓајќи од инспекцијските служби, од општинските надлежности, државните во рамките на Министерството за животна средина и сами како граѓани, како ќе се загреваме, колку ќе ги користиме нашите моторни возила, колку секој од нас ќе придонесе за да дишеме чист воздух и да имаме здрава популација. Ние преземавме сет на мерки, уште веднаш кога дојдовме, и лани имавме план за чист воздух и оваа година, токму на оваа седница, впрочем, ќе го слушнете на наредната извештај за сите превземени мерки. Дел од нив се однесуваат на интервентната мерка која општина Куманово меѓу првите во Република Северна Македонија е примени, а тоа е методот на аеросолизација, кој можеби на почетокот беше скептично дочекан, а сега е превземен и пресликан во сите поголеми градови во Републикава, бидејќи дава видливи резултати. Таа се применува заедно со пропратена со миење на улиците во градот. Потоа работиме на продолжување на процесот на гасификација, бидејќи гасот као реагенс е еколошки пооправдан и поевтин. Еве имаме информација дека конечно општинската болница, која е регионален центар, ќе го смени начинот на загревање со газ и дека е при крај и правната постапка, реализацијата, изработени се проектите, може да очекуваме во наредната година дека нашата болница ќе премине на загревање на газ. Сметам дека на тој начин не само што пациентите, корисниците на нивните услуги ќе добијат поквалитетно, еколошки пооправдано гориво, туку и самиот факт дека државната мерна станица се наоѓа во непосредна близина на котларата, ќе добиеме сигурно подруги и поизвестни резултати, би ги нагласила и другите мерки во кои се повеќе се вклучуваат граѓаните, тоа е за поздравување, тоа се мерките на пошумување, мерките за замена на украсните грмушки, на заменување на зеленилото. Веќе имавме неколку масовни акции на Даштефрид, кај Соколана, на спомен костурницата и продолжуваме и понатаму. Апелирам до сите граѓани да се вклучат во процесите на пошумување, поаѓајќи од сопствените дворови, бидејќи дрвјата, зеленилото е природен прочистувач на воздух и на тој начин делува дека е долгорочна мерка, меѓутоа од ден на ден стигнуваат новите садници и придонесуваат за квалитетот на воздухот што го дишеме.
Понатаму да не заборавиме дека Општина Куманово, како дел од Североисточниот плански регион, е вклучена во проектот за регионално третирање и управување со отпад и еден од дел од проектот е мапирање и затварање на дивите депонии. Тоа го се работеше и кај нас и се очекува во текот на наредната година голем дел од дивите депонии да бидат исчистени и конечно затворени, а и со формирањето на заедничкото меѓуопштинско претпријатие помеѓу 18 општини од Североисточниот и Источниот регион, ќе бидеме први во Републикава кој на современ начин ќе го собираме, транспортираме и третираме отпадот од нашите средини. Куманово изминатиот месец славеше јубилеј 5 века постоење, поточно целата година го славиме овој век. Изминатиот месец имаше бројни манифестации, речиси 30-дневни манифестации, настани, бројни концерти. Кој е вашиот впечаток за целосната организација, но и заете за коментарите на граѓаните дека градот навистина многу го чинел настапот на музичката звезда Лепа Брена, дека парите можело да се наменат за друг проект? 500 години е датум за паметење, за гордост и не секој има таа среќа, ние имавме таа среќа, таа можност да ни се падне на нас задоволството и честа да одбележуваме вака значаен јубилеј и тоа, како што сами кажавте, го правевме речиси цела година и токму затоа бевме и прогласени за град на културата на 2019 година. Сметам дека тоа го оправдавме со организација и реализација на бројни културни манифестации и настани од сите области на културното и уметничкото живење. Така да бевме организатори на бројни ликовни изложби, фолклорни концерти, промоции, адаптации на народни песни, литерарни конкурси. Ја возобновивме култната представа Ленче Кумановче или Бегалка на задоволство на театарската публика и на граѓаните во општината и во државата. Поканивме исто така и значени музички имиња, а денот на градот секогаш бил повод за организирање на помасовна народна забава или популарно наречена со јазикот на младите се изразам журка. Ние 3 дена имавме големи концерти и сметам дека имавме културна понуда за сечи вкус. Од популарна техномузика, поп состави, народни пејачи, така да присуството на звездата од поранешните ју простори се уште популарната Лепа Брена, сметам дека даде своевиден квалитет и беше добро пречекана од бројната публика, што впрочем се види од присуството на градскиот плоштад. Инаку, не попусто се рекло, за вкусовите не вреди да се дискутира. Секогаш некој од граѓаните, од консументите во културата ќе сметаат дека би бил подобар изборот на некој друг уметник, меѓутоа сметам дека посетеноста, публиката, која не беше само од наши простори, туку и од соседните градови, па и од соседните држави, покажа дека бил добар изборот за одбележувањето на денот на градот. Куманово никогаш не имало повеќе високи функционери, тројца министри, неколку пратеници, заменици и слично. Вашата партија вети дека ќе му се одлучи на Куманово кога ќе ја води државата. Сметате ли дека тоа се случи? Тоа се случува и во процес на случување. Не сметам дека со тоа завршивме. Во овие 2 години многу се направи и на локален и на национален план. Благодарејќи на владата на Република Северна Македонија, на проектите на советните министерства се реализира бројни проекти и во градот и во околината. Особено сме задоволни за реконструкцијата и изградбата на речиси сите околни регионални патишта и во правец на границата со Србија и во правец на границата со Република Бугарија, према Свети Николе, околните према Липковскиот крај. Тоа се значајни инвестиции, какви што не памти Куманово последните 20 години можеби. Исто така да не заборавиме помошта од владата на Република Северна Македонија за уредувањето на индустријската зона во Новине Речице. Меѓутоа, се уште има простор за проекти со кои ќе се подобри животот на нашите граѓани и таа неправда, историска би кажала, како опозициона општина што ја трпевме 11-12 години, да биде до некаде исправена со уште нови проекти кои ги очекуваме до крајот на мандатот на оваа влада, а се надеваме и наредната влада после парламентарните избори. Како гледате на реформите на централната власт, се движи ли државата на прав пат? Државата, како никогаш досега, се движи на добар пат, особено во сферата и на меѓународната политика и во подобрување на благосостојбата на своите граѓани. Историските одлуки, тешките одлуки во решавањето на деценитскиот спор со Република Грција,
обидот за надминување на разликите со Република Бугарија чинеа многу напор, многу сенс, многу мудрост, меѓутоа сметам дека со тоа затворивме едно битно поглавје и направивме значаен исчекор во меѓународната позиција на Република Северна Македонија. Со потпишувањето на Преспанскиот договор затворивме долгогодишен спор со Грција и тоа ги отвори вратите за понатамошна евроинтеграција на државата, која не оди со посакуваното темпо, мора да признаеме, дека можеби доживеевме известно разочарување со неопределувањето на датумот, меѓутоа најголем е бенефитот со реформите кои ги спроведевме и сега со како земја кандидат, а резултатите ќе дојдат. Исто така, ние сме речиси официјален полноправен член на НАТО, се чека уште само ратификацијата на протоколот на Шпанија во нашиот парламент и сметам дека со тоа во сферата на безбедноста, во сферата на геостратешката положба на Република Северна Македонија, исто така затвараме едно големо прашање, кое пак од друга страна ќе придонесе и за поголем степен на странски и домашни инвестиции. Како никогаш досега е зголемен приливот на отварање на нови фабрики, на нови работни места. Ја покачивме и минималната и просечната плата. Минималната плата сега изнесува 14.500 денари. Никогаш толков скок немало во ниедна од претходните влади на нашиот политички противник. А сме на добар пат да до крајот на мандатот да се приближиме или да го оствариме ветувањето за 500 евра и просечна плата. Да не навигуваме во детали, бидејќи ќе ни треба уште еден термин од вашата емисија, за целиот сет на социјални мерки кои ги превземавме, на социјалната помош на социјално ранливите категории е зголемена за 300%. И за корисниците на социјална помош, за детскиот додаток, образовниот додаток, зголемени се условите на децата без родители во престојувањето, на лицата со посебни потреби, зголемен е стандардот и статусот на социјалните работници, на вработените во градинките. Зголемен е стандардот исто така на вработените во сферата на безбедноста, во армијата, во полицијата, во образованието, така да сметам дека граѓаните на Република Северна Македонија за 2 години или 2,5 години значително го почувствува ефектот од мерките што ги превзема владата на Република Северна Македонија предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Што е со децентрализацијата на локалните самоуправи? Процесот на децентрализацијата трае веќе десетина години. Во некои општини со поголем успех, во некои со побавен развој. Меѓутоа сметам дека сега сме во фаза, а тоа го покажуваат и расправите и процесите на реформа, кога треба да се направи преиспитување, анализа за состојбата и квалитетот на примената на децентрализацијата и дека треба да одиме чекор понатаму. Имено и општина Куманово, и преку градоначалникот, и преку Советот на општина Куманово се вклучи преку заедницата на единиците на локалната самоуправа, преку работните групи на Министерството, во расправата и во предлагањето за новите исчекори во сферата на децентрализацијата. Клучни залагања ќе бидат поголем зафат од ДДВ-то и од персоналниот данок, бидејќи попуста е реализацијата и на досегашните надлежности ако не е пропратена со фискална децентрализација. А сега сметаме дека општините, после ова искуство, после практицирањето на власта по тогаш новиот закон за локална самоуправа од 2002, кој се имплементираше всушност по изборите од 2005, општините имаат капацитет и се способни во фази да превземаат и одредени надлежности од ресорните министерства. Меѓутоа се залагаме тоа да биде чекор по чекор, фаза по фаза и секогаш пропратена со соодветни финансиски импликации. Како член на извршниот одбор на форумот на жени на СДСМ, но и како координатор на регионот на изборната единица 2, изминатиот период активно се вклучени во кампањата 16 денови активизам против родово базирано насилство. Различни трибини упатувате силни пораки. 16 дена активизам е глобална кампања која ја спроведуваат жените во сите земји на светот, во Европа особено, и секогаш е апел за запирање на насилството врз жените и девојчињата. Генерален апел, генерално будење на свеста, степенот и јакнењето на општествената свест за превенирање и борба против насилството врз жените и девојчињата. Оваа година фокусот беше ставен на сексуалното насилство и дел од кампањата беше посветен токму на тоа, а форумот на жените на Социјалдемократскиот сојуз навистина многу активно, многу успешно годинава се вклучи во одбележување на овие 16 дена активизам.
Во речиси сите поголеми градови се одржаа трибини на кои присуствуваа нашите членки, симпатизери, коалиционите партнерки, но и сите заинтересирани граѓани, во кои уште еднаш го подигнавме гласот против насилството врз жените и девојчињата и испративме гласна порака дека нема оправдување и дека сите заедно мора да работиме на спречување на насилството и на сведување на најможна мера. На нашите трибини панелисти беа истакнати експерти од оваа сфера, наши активисти, вработени во центрите за социјална работа, во Министерството за внатрешна работа, во невладиниот сектор кој покрива оваа проблематика и уште еднаш се апелираше и се храбреа пред се жените да не молчат, да ги пријавуваат и препознаваат облиците на насилството кои се случуваат насекаде околу нас. Познат е податокот, да го повторим уште еднаш, дека речиси секоја трета жена барем еднаш во животот била жртва на некој вид на насилство. Бидејќи насилството не е само физичко, туку се јавува во различни облици: емоционално, психичко, економско, социјално, физичко, сексуално. Секој облик на насилство е рушење на интегритетот и достоинството на жртвата, која е во најчест случај жена, меѓутоа понекогаш тоа е и дете, во некои случаи тоа се и мажите, и ние се залагаме за општество во кој секој член на заедницата ќе се чувствува безбедно и рамноправно. За жал, тоа се уште жените, како ранлива категорија, најчести жртви на семејно и друг вид родово базирано насилство и апелираме да не само да се пријавуваат, туку поактивно да се применуваат законските мерки и нормативи за заштита и поддршка на жртвата. Да не должам и да не ви презентирам целата кампања, мислам дека беше добро и медиумски покриена. Ние и во општина Куманово имавме успешна трибина и други настани. Меѓутоа би го нагласила и новиот закон за родово базирано насилство кој е во процедура и кој ќе ги вклучи сите форми на претходно наведените облици на насилство и најсеопфатно ќе бидат заштитени жртвите на насилството, бидејќи не е доволно ни само будење на свеста, ни јакнење на храброст и само свеста на жртвите да го привуваат насилството, туку соодветен мултисекторски одговор на општеството. Жртвата понатаму треба да биде згрижена, да и се пружи соодветна психосоцијална поддршка, правна помош, економско јакнење, да се даде можност понатаму за самостоен живот и живот во кој нема да биде зависна и повторно да му се врати на насилникот. Ваш став во однос на положбата на жената во политиката се промени нешто откако вашата партија е ја води државата? Сега само мислам дека најави дека на следните избори на листите ќе се најдат ќе има еднаквост, односно дека 50 ќе бидат жени, 50% ќе бидат мажи. Положбата на жената во македонското општество од ден на ден се унапредува. Можеме да бидеме задоволни, особено како членки на форумот на жените на Социјалдемократскиот сојуз, кој секогаш бил предводник во ваквите процеси на јакнење на позицијата на жената во сите сфери на општественото живење. Години наназад се залагаме за еднаков третман, за еднаков пристап, за еднакви можности и започнавме со воведување на квотите. Најпрвен тоа беше со секоја трета жена со 30%, сега законска обврска и тоа се имплементираше впрочем и на претходните парламентарни и локални избори е 40% од кандидатите на листите да бидат од спротивниот пол. Така да ние не се залагаме само на правата на жените, туку за еднакви можности. На овој начин го штитиме нееднаквиот третман, дури и да има повеќе кандидатки од страна на жените, секогаш да бидат рамноправно третирани и двата пола. Со залагањето и заложбата напред се на нашиот председател и премиер Зоран Заев, кој беше гласноговорник на оваа заложба на јубилејот 20 години форумот на жените за паритет, односно 50-50 застапеност на жените и мажите на сите кандидатски листи, го остваруваме начелото на родова еднаквост, која е една од клучните определби на нашата политичка партија. Ние остануваме на тоа начело, впрочем и во собранска процедура е расправата за измените на изборниот законник, каде што една од измените е токму оваа начело на паритет. Се надевам дека сите членови на парламентот ќе имаат сенс и ќе бидат родово сензитивни, па ќе поддржат оваа измена. Во секој случај, Социјалдемократскиот сојуз останува на таа заложба, она како што сме застапени во партијата, она како што сме застапени во секојдневните партиски, општествени, работни активности, да бидеме застапени и во органите и местата таму каде што се носат и креираат одлуките и политиките. Форумот на жени Куманово, мислам дека секогаш функционира на добро ниво, без фракции, без поделби. Не е така и во општинската организација.
Се надминаа ли несогласувањата, има ли единство? Разликите во начинот на практицирање и на власта, и во начинот на спроведување на партиските определби, на идеологијата, секогаш постоеле и ќе постојат. Меѓутоа, се додека се во сферата на демократската расправа и се додека се почитува демократскиот централизам како начело по кое функционира нашата партија, тие се во границите на дозволеното и се доказ за квалитет и демократски капацитет на нашата политичка партија. Сметам дека функционираме во тие рамки. Нормално дека не секогаш сите настапуваме како војска, ние сме партиски војници кои треба да извршуваме партиски задачи, меѓутоа ние сме демократска партија со разлики во мислењата, со различни идеи, со креативни членови и членки и така планираме и натаму да продолжиме. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз функционира одлично, во подготовки за престојната изборна кампања, која ќе заеднички ќе ја реализираме и сметам дека пак ќе резултира со успех. А да не го заборавам, форумот на жените на Социјалдемократскиот сојуз на општина Куманово е еден од примери како жените можат заеднички единствено да се залагат не само за родовите прашања, туку за имплементацијата на вкупните политики на Социјалдемократскиот сојуз. Што е оно на што ќе се посветите во наредните 2 години од мандатот колку што остануваат? Во наредните 2 години имаме уште многу да сработиме. Настапивме со сериозна понуда на изборите во 2017 година, дел од неа е реализирана, дел ни предстои, меѓутоа независно од нашите изборни ветувања, од нашите планови и програми, секогаш остануваме со отворен слух за предлозите и за идеите на граѓаните. Ни предстои понатаму тековно решавање на инфраструктурните проблеми, проблемите од екологијата, секојдневните животни потреби, дали се во сферата на образованието, културата, спортот. Градот живее активно, модерно и треба така понатаму и да живее. Тоа се однесува секако и за целата општина, бидејќи принципот едно општество и еднаков пристап за сите се однесува за сите наши граѓани. Дали тие живеат во руралниот или урбаниот дел, ќе има разлики, се разбира, зависно од можностите кои ги нудат, меѓутоа се трудиме секаде да го подобриме квалитетот на животот и услугите што ги нудиме. Да. И за крај ги споменавме веќе изборите, ни предстојат парламентарните избори, се шират одредени шпекулации, имате ли амбиции за нешто повеќе, може ли да ве видиме на пратеничка листа? Знаете, тоа е нормално во секој предизборен период, започнуваат и предизборните шпекулации, меѓутоа сметам дека е се уште рано да се говори за конкретни имиња, за конкретни решенија. Верувам дека ќе предстои процес на сонтажа, на мерење на јавното мислење, на мислењата на нашите граѓани, мислењата на нашите членови и во рамките на една демократска процедура низ телата и органите на партијата ќе бидат профилирани имињата кои ќе се најдат на кандидатските листи. Убедена сум дека кој секогаш Социјалдемократскиот сојуз ќе има најдобрата понуда, дека ќе има квалитетни предлози и квалитетни кадри кои успешно ќе ја спроводат и кампањата, ќе донесат уште една голема изборна победа на престојните парламентарни избори и дека повторно Социјалдемократскиот сојуз со своите партнери ќе формира владачката структура и идната влада во Република Северна Македонија. Ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци. Ви благодарам на поканата, останувам достапна и за останатите прашања кои можеби не успеавме сега да ги разгледаме. Благодариме. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.